Елегантен накид по полни цени. MD Jewelry е правото место за вас. Порачите на линкот под видеото. Здраво сите, добровдовте во новата епизода на Iris Care Supernatural. Денес ќе дискутираме за Men in Black, односно мажите во црно. Ќе провериме некои многу бизарни средби со нив и мислам дека без многу доголекување можеме да влеземе во содржината. Мажите во црно обично се опишани како облечени во црни костуми, безизразни, ладни, злобни и во некои случаи нечовечки. Изгледа дека мажите во црно им придуваат на два вида луѓе, оние кои тврдат дека виделе НЛО и оние кои истражуваат за НЛО. Тие се представуваат како дел од тајна организација, понекогаш дури покажуваат бела карта со лого и зборот безбедност на неа. И во некои случаи тие се викаат едни на други по број наместо по име. Тие се закануваат и ги плашат луѓето да молчат за новите средби со НЛО или истражувањето. Замислете ги како чистачите на воземскиот универзум. Сега кога ги знаеме основите, еве според моје мислење најстрашните извештаи за средби со мажите во црно. Првото снимено искуство со мажите во црно дојде од Харолд Дал во јуни 1947 година. Харолд Дал бил излезен на својот брод во Puget Sound, каде што тврдеше дека видел 6 џиновски летечки објекти во облик на кровна на небото. Еден од објектите се распаднал и остатоците што паднале го убиле неговата куќа и го повредиле неговиот син. Тој ги фотографира остатоците, но рече дека подоцна биле земени од човек во црно кој му рекол да не зборува за инцидентот. Значи јас сега го завршувам првиот пасос и мислам дека ви стана јасно зашто ќе зборуваме во епизода и ви стана јасно кои се луѓето во црно, односно Men in Black. Значи тие идат кај два типа луѓе, оние што истражуваат за НЛО и оние што тврдат дека виделе НЛО. Првиот случај ни доаѓа од далечната 1947 година од еден човек Харолд Дал кој што бил со својот брод бил на море и во небото видел 6 објекти што личеле на кровна, така ги обишол тој. Еден од објектите некако паднал и со остатоците што паднале се убил неговото куќе и се породил неговиот син и подоцна дошле кај него дошол некој човек во црно и му рекол да не кажува ништо за тој настан и му ги земал сликите што сликата кај што било фотографирано тој дел од објектот што паднал кај неговиот брод. Следниот инцидент доаѓа од Роберт Ричардсон во 1967 година. Роберт Ричардсон пријавил дека се судрил со НЛО додека возел ноќе во Толедо, Охајо. При ударот предметот исчезнал. Ричардсон однел дома мало парче метал за кое верувал дека е од НЛО-то. Една недела подоцна Ричардсон рече дека го посетиле двајца мажи во црни костуми. Тој им помогна на двајцата мажи да го побараат парчето метал од локацијата, но кога Ричардсон ги извести дека го предал на тестирање, тие му се заканиле, цитирам: "Ако сакаш жената ти да остане убава како што е, тогаш подобро врати го металот." Каква закана, значи многу смешно му се заканиле по моје, тие дошле кај него дома и го побадрале металот. Тој рекол дека не е веќе кај мене, го дадов на тестирање и кога го рекол Ричардсон тоа на тие двајцата мажи што дошле, тие му се заканиле со неговата жена и му рекле ако не ќе ти убиеме жената, ќе вратиш парчето метал и можеме да продолжиме. Ричардсон никогаш повеќе не слушна со мажите и се уште нема идеја како тие знаеле за металот. Следната средба се случила во Нью Џерси во 1968 година. Джек Робинсон, истражувач на НЛО, и неговата супруга Мери биле тероризирани од човек во црно кој стоел преку улицата на нивната стамбена зграда. Тие пријавиле дека им се претресува станот и откако го виделе чуниот човек 3 дена поред, нивниот пријател Тимоти Грин Бекли решил да погледне одблизу и успеал да фотографира. Ова е редок пример на Men in Black фатена камера. Овие следни средби што ќе ги разгледаме се малку по-бизарни и нудат многу почудни импликации. На 11 септември 1976 година, доктор Херберт Хопкинс, доктор кој живеел во Мејн, проучува инцидент со НЛО кога наводно добил телефонски повик од човек кој се идентификува како представник на организацијата за НЛО во Нью Џерси. Човекот прашал дали доктор Хопкинс е сам и дали може да го прегледат истражувањето. Доктор Хопкинс се согласил додека ја спушти слушалката и ги почел сватата надвор. Доктор Хопкинс тврдел дека човекот некако веќе се качил по скалите до неговата врата. Описот на Хопкинс за човекот е најстрашниот досега. Човекот носел уредно скроен црн костум, бил ќелав, без види или трепки, имал мазна, мртво бледа пластична кожа како на кукла. Усните му биле рубин црвени, а говорот безизразен и монотон како да слушаш машина.
Човекот во црно му рекол на Хопкинс да извади паричка и му рекол: внимај на паричката. После тоа Хопкинс тврди, цитирам: почна да развива сребрена боја наместо бакарна, потоа сребрената стана сина на паричката, стана прилично заматена, а потоа едноставно исчезна. Едноставно се дематериализира, рече Хопкинс. После тоа Хопкинс рече дека човекот му наредил да го уништи неговото истражување за НЛО. Значи, според моje мислење, овој случај, нели, јас го имам овој случај, нели, го имам истражувано и пред оваа епизода, нели, пред истражувањето што правев за оваа епизода, значи тоа беше пред некои 2-3 години и гледав едно видео, едно многу добро документирано видео каде што како во анимација имаше дека, нели, овој Хопкинс кога му дошол тој човек во црно со паричката, тој трикот што го направи, се не се знае дали навистина се случило што се случило, дали навистина паричката почнала да менува боја, потоа се дематериализирала или само бил некој трик, некој многу добар трик. Сепак овој е многу бизарен случај, значи овој Херберт Хопкинс е многу добар истражувач за НЛО и затоа, нели, луѓето во црно му дошле дома, му рекле: уништи сите твои истражувања за нели, за НЛО-то и за сите други работи поврзани со овоземјани, и тој, нели, го направил тоа, но пред да го направи тоа тој бил многу добро исплашен, да речеме. Следната средба со Men in Black ни доаѓа од Ден Акроид, познат водител и шоумен. Во средината на интервју за шоуто, Ден излегал надвор на пауза, каде што изјавил дека видел црн Форд седан кој одеднаш се појавил преку лицата. Ден известува дека еден крупен маж во црно излегол од автомобилот и му фрлил на Ден валкан поглед. Ден рече дека го свртал погледот на кратко и кога се свртал назад, автомобилот го немало. 2 часа откако автомобилот ичезна, Ден доби лоши вести од продуцентите на шоуто дека мора да се прекине, а причината за прекинот никош не ја дознал. Значи, ова многу позната, нели, овој Ден Акроид е многу познат и овој негов случај е многу познат, нели? Тој кога бил на интервју за шоуто, нели, си правил пауза, искочил надвор и видел карши улицата, нели, црн Форд седан се извинува, и таму искочи еден човек и многу лошо го погледна, можам да кажам, и потоа, нели, Ден Акроид се свртал нешто, гледам некоја друга работа, нели, кога се свртал назад, тој автомобил веќе го немало. Кога се вратил назад на шоуто, нели, добил вест од продуцентите дека шоуто се прекинува, а причината за прекинот, нели, никош не ја дознал, и ова многу бизарен случај, можам да кажам. Ова е еден од најбизарните случаи со Men in Black, нели, што се инволвирани Men in Black во сите случаи што се на интернетот, нели, и можеме да продолжиме. Но најдобрата средба ја значува за крај. На 14 октомври 2008 година, во близина на Ниагарините водопади, менаџерот на хотелот Шейн Совар заедно со чуварот на хотелот пријавиле дека виделе големо триаголно НЛО надвор на неговиот хотел. Групата, наречена Тим за истрага за воздушни феномени, го разгледава инцидентот. Тие објавија дека неколку недели подоцна, според тројца други сведоци, двајца непознати мажи во црно го посетиле хотелот. Мажите во црно го преплашиле персоналот на хотелот и ги барале Шейн Совар и чуварот на хотелот, кои за среќа во тој момент не биле таму. А кога Шейн Совар ја прегледал безбедносната снимка на хотелот, открил дека камерата всушност фатила двајца мажи на камера. Она што сега ќе го гледаме е таа снимка. Совар објави дека сведоците ги опишале мажите како високи, со црни костуми, црни капи, идентични лица, исклучително бледа кожа, без вети, без трепки и ненормално големи очи. Една жена која разговарала со мажите тврдела дека не чувствувала дека мажите знаеле што таа мислела. Значи, како што видовте видеото, јас не го гледав, мислам дека може да се рече дека се чудни мажите, затоа што, нели, како што реков, имале бледа кожа, а и многу високи беа, нели, за разлика со другите луѓе што можевме да ги видиме во околината. Овие беа многу високи мажи, но сепак тоа не може да биде ништо чудно, но сепак како што може да ги видам лицата, мислам дека се многу бизарни лица имаат, затоа што трепки и веќе, мислам дека може, нели, некои луѓе што ги избричиле трепките и веќите, може и тоа да биде, но јас сакам да верувам дека ова тие навистина биле Men in Black. Нели, како што видовте видеото, тие, нели, само влегуваат во хотелот. Подоцна, нели, го барале менаџерот на хотелот
и газата Шейн Соварно, тие не биле таму. И сега кажуваме тука нели една жена која разговарала со тие двајцата, рекла дека таа чувствува дека тие знаеле што таа мисли, не знам како би можела да го чувствува тоа, но сепак е еден морничен или исказ од таа жената и можеме да продолжиме. Дали ова видео е доказ дека Men in Black постои? Ова видео е едноставно интернет измама. За жал, повеќето случаи на НВО или средби со воземјани доаѓаат во форма на средба од прво лице и Men in Black не се разликуваат. Дали постојат, дали се од власта, дали се воопшто луѓе. На крајот се сведува на тоа во што веруваат. Мислам дека не може подобро да го завршам дали овој текст. Како сите случаи поврзани нели со воземјани се сведува на лична интерпретација, односно нели кој во што сака да верува. Јас искрено нели како голем фан на надприродното и фан на воземјани можам да кажам, овој случај нели го знам од многу одамна и мислам дека ова е нели овие сите случаи што ги прочитавме се неизбежни доказ дека постоа некои луѓе што се во црно, сега дали тие се воземјани, дали се пратени од владата, не можеме да знаеме. Како и да мислам дека можеме да завршиме четвртата епизода на Супернатурал. Во вторник во 15 часот како и секогаш излегува петата епизода. До тогаш пријатно и се најдобро.